Чест ми е што денеска еден од иницијаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ме покани да бидам учесник во оваа јавна трибина. Ценам дека ова е едно исклучително сериозно време и истото побарува сериозни одговори на одредени прашања кои што некако се обидуваат да ги тргнат од дневен ред или да не дефокусираат со огромен број на други, да речам, насоки со кои што намерата е во секој случај да се предизвика еден сеопшт хаос и во мислите и во однос на тоа што е она што го представува што ја представува суштината на проблемот со кој што се соочуваме актуелно. Пред да започнам со моето видување на нештата, би сакала да истакнам дека да се биде иницијатор на едно граѓанско движење кое што е надпартиско, неполитично и кое што обединува огромен број на етнички, верски групации кои што имаат за цел да практично да ја зачуваат онаа номенклатура врз база на која што е креирана и создадена Република Македонија, е навистина огромен предизвик и ценам дека севкупното македонско граѓанство треба да го свати значењето на сите овие луѓе кои со својата саможртва поведоа неформално, значи на еден, можам да кажам, навистина оригинален, вистинско цивилно општество, примерок како се организира граѓанството во ситуација кога политичките елити колабираат или го губат сопственото значење. Тоа е еден момент кој што посебно ми е драг и исто така затоа и мојата поддршка е несебична. Понатаму, ние не се наоѓаме во моментов во политичка криза. Ние сме во една константна политичка криза повеќе години и истата не произлезе од внатрешните протагонисти, туку беше добро смислена и креирана од надвор, иако звучи фантастично, иако на моменти делува како нереално. Во секој случај, параметрите кои што ги следев во изминатиот период и она што го имам како сознание денес, ме прави сигурна да ве убедам дека ова е една поглобална слика во која што не само Македонија, не само македонските граѓани, туку воопшто целиот регион на југоисточна Европа е ставен во тој бубањ на големите пресметки, на големите корпорации кои имаат други планови со светот и ние практично се наоѓаме на ветрометина на една глобална игра во која што е потребно или изискува слаби лидерства, свиткани кичми и послушни подаништва кои ќе ги дадат своите животи и својата судбина во рацете на некои поголеми процеси кои што се одвиваат на глобално ниво. Се разбира за нас, како обични граѓани, како нормални луѓе, тоа е многу тешко сватливо, бидејќи за да се изведе истото сценарио, потребни се поопипливи инструменти врз база на кои што ќе се создаде чувство на несигурност, на револт, на поделеност и на страв. И сето тоа има смисла доколку погледнете, само ако ја погледнете генезата на почетокот на оваа политичка криза, во кој момент се случи и со кои средства. Без намера да одиме во некаква длабока дескрипција на работите, вие сите сте силом прилike, како што би се рекло, ставени во таа ситуација да мора да ги следите и сите ние тоа го правиме. Можам само да ве потсетам дека во време кога Република Македонија стана лидер во југоисточна Европа, освен Словенија, само Македонија имаше економски раст во време на светска економска криза, светски процес кој историски секогаш предизвикувал по некое време војни. Значи, ако погледнете во историјата и 29-та година, колапсот на берзата во Њујорк, исто како и потоа, значи секогаш тоа се големи економски влијања кои влијаат на раздвижување помеѓу масите и пресметување помеѓу државите. Во една таква ситуација Македонија одржа за благодарение на стратешката визија на владата на Република Македонија. И кога го кажувам ова, не го кажувам праволиниски или со некакво воспевање, туку тоа што реалните бројки и факти говорат за тоа
како се водеа стратешките економски политики во нашата држава. И затоа треба да им дадеме пофалба на тие кои што ја водеа владата и владеачката гарнитура. Истовремено, со стратешката мудрост на председателот Иванов, Република Македонија навистина се издигна на едно завидно ниво, неочекувано и мощне, пријатно и за македонските граѓани, но и за сите оние добронамерници кои во Македонија почнаа да препознаваат пример дека може една мала држава со слаба економија, со голем број на проблеми, без море, да има еден успех и да има шанса да оди нагоре. Токму во тој момент се случи првиот голем удар. Се случи од внатре, дојде од страна на опозицијата. За нас како аналитичари тој процес беше малку квислиншки, но и имавме разбирање кон истото, бидејќи секоја политичка номенклатура е нормално да бара простор врз база на кој што ќе со легални средства се разбира ќе дојде до изборен скор или до победа. Самата суштина на политичкото организирање е освојување на власта. И оттаму тој процес тогаш во на прва фаза го наблюдувавме како еден обид да се девастираат политиките или малку да се засени сенката на успесите кои што беа постигнати и некако се чувствуваше дека брзо сето тоа ќе биде санирано, бидејќи навистина аргументацијата не држеше вода. Но потоа, пред речиси 3 години, кога започна, јас би рекла, планот Б, кој што беше продолжение на аферата Големо Уво 2000-2001 година, чинам, кога свативме дека во Македонија почнаа да играат службите, и внатрешните, и надворешните, тогаш ситуацијата стана алармантна. Македонските граѓани беа поставени пред една голема сцена во која што требаше да се масакрираат сите истурени играчи на извршната власт и на тој начин насилно од страна на граѓаните беше на некој начин даден повикот да се истите девастираат, да се руинираат, па дури во одреден момент имавме ситуации кога и физички да бидат ликвидирани. 2 години и нешто по улиците на Скопје гледавме насилие, гледавме терор, гледавме искажување на граѓанска непослушност, покажување на непочит спрема сето она што беше изградено. Јас се согласувам исто со некои од нивните мислења. Не може се да ни се допаѓа. И не е возможно се да можеме да прифатиме и да голтаме, тогаш би биле амеби, не би биле луѓе, не би биле свесни битија. Но, секогаш, кога човек превзема одредени действија, треба да има на ум дека може би неговата индивидуална волја не се поклопува со волјата на мнозинството на граѓаните. И ќе ви дадам уште една паралела. Истото ни се случи на 11 декември минатата година. Ние ја видовме волјата на граѓаните на Република Македонија на 11 декември. Дали тоа мене или на некој тука присутен му се допаѓа или не, тоа е прашање на одлична природа и може да биде канализирано преку одредени активности, преку одреден придонес, преку одредени укажувања и така натаму. Но не можете да си играте со она што представува народна волја или граѓанска волја. Бидејќи политичките елити, јас тоа често пати го кажувам во моите изјави, и повторно ќе го повторам и нема да престанам да зборувам на таа тема, бидејќи ценам дека задачата на интелектуалната снага во Република Македонија треба да биде објективна. Тоа е дека сите политички елити подеднакво се виновни, бидејќи заборавија дека волјата и нивните привилегии и позиции потекнуваат од нас граѓаните. И ние сме тие кои движиме курсот како треба да се однесуваат и кои се нашите насушни, основни, главни потреби врз база на кои што треба да се движат нивните јавни политики. Кога се случува од озгора надоле да се движи процесот во општеството, тогаш неопходно станува да имате граѓанско движење, да имате луѓе кои што се независни, слободоумни и спремни да се борат за да ја вратат во природната состојба целата општествено-политичка ситуација. Уште малку во хронолошка смисла ќе се задржам. Видовме дека целата афера
предизвикана од приватните телефонски разговори на јавни личности во Република Македонија беше добра инструментализација за да се создаде уште поголем јас во македонското граѓанство и да се предизвикаат предвремени парламентарни избори. Тоа беше план веројатно кој што го имале и претходно, но не беше реализиран бидејќи претходното лидерство на Социјалдемократскиот сојуз претпоставувам дека процениле колкава ќе биде долгорочно штетата за Република Македонија. Тоа е моје мислење. Лидерството кое што се нафати тоа да го направи во ситуација кога ВМРО ДПМН, незината коалиција, освоја 63 пратенички мандати во 2014 година и кога стана јасно дека плановите на геостратешко ниво за создавање на големо албански лабораториски центар за контрола на југоисточна Европа и поместувањето на тежиштето од Турција во Ирак, тоа е создавањето на курдистанската држава на Блискиот Исток, ќе може да се пореметат како стратешки планови кои треба да бидат реализирани до 2022 година. И тогаш беше направено, тоа прљаво сценарио, тоа валкано сценарио со цел да се предизвика општ хаос и да се парализираат практично институциите на системот во Република Македонија. На крајот од денот видовме дека истото резултираше со неколку политички договори, нешто што јас и дел од моите колеги јавно го судевме, бидејќи ценам дека политичките елити не можат како племенски водачи да се договараат дали ќе прават пара институции во државата. Тука беше направена уште една грешка во стратешка, кога се создаде специјалното јавно обвинителство, кое што е неуставно, незаконска институција, која што потроши огромни пари, наши пари, и ги однесе во ветар, за работи кои што имаме јавно обвинителство, имаме доволно квалификувани кадри кои што можеа да превземат работата. Мислам дека таа политичка реторика и начинот на тоа политичко функционирање, веројатно со намера да се пацифизираат работите, ја пролонгираа на некој начин агонијата кај македонските граѓани, бидејќи стана јасно дека во Република Македонија се субординираа уставот и законите. Уставниот суд покажа дека не е достоен за својата задача. Покажавме дел од институциите, видовме дека немаат сериозност или потпаѓаат на политичките дневни политички прилики, што е погубно кога сте на високи позиции. И сето тоа само малку по малку, сегмент по сегмент, повторно ќе кажам, доведе до тоа по изборите и по случувањата кои се случуваа потоа, несформирањето на влада од страна на победникот со победникот, тиранската платформа која што дојде како гром од ведро небо од нашите соседи, како и внатрешната нелојалност на дел од политичките елити со албански национален предзнак, доведоа до тоа да практично целата држава падне на плеките на претседателот Ѓорги Иванов и конечната одлука за тоа дали ќе се попушти пред овој налет беше ставена во неговите раце и на неговата совест. Навистина е извонредно начинот на кој што тој се одржува во целиот овој период. И исто така е фасцинантно и историски ќе биде третирано за тоа како јуначки и искрено патриотски се настапува како што настапи претседателот Иванов, иако честопати и не беше разбиран во текот на изминатиот период и доживуваше голем број на непринципиелни удари, сепак тој себе си се стави на последно место во оваа ситуација за интересот и во интересот на и волјата на македонските граѓани, и она што ние сме го зацртале кога решивме да се раздружиме од поранешната Југословенска федерација, а тоа е да имаме конечно самостојна, суверена, независна и унитарна Република Македонија, во која што сите подеднакво се инклузивни, сите подеднакво се респектирани и почитувани и сите подеднакво имаат можност да си ги искажат и своите национални чувства, и својата волја, и својата визија и да бидат дел од целиот општествен систем. Кога започна граѓанското движење, стана доста интересно бидејќи видовме една огромна масовност,
која ги подразбираше различни, значи, возрастни структури, различни етнички припадности, верски и така натаму, и создаде една позитивна синергија која што ги обединуваше луѓето со една љубовна, една нежна порака, една таговна порака за споменот на тоа колкава е само жртвата на Македонија, колкава е потребата да се биде денеска свесен и буден и да се надминат личните можеби нетрпеливости и личните несогласувања кога станува збор за примарниот интерес за кој што не се преговара, не се договара, не се дискутира. И оттаму ден за ден гледавме како се поголем број на граѓани даваа поддршка и упатуваа пораки кои се однесува пред се на поддршката на председателот Иванов да не потпадне под огромниот притисок и да даде мандат на политичка елита која што изгуби на избори и која што уште пострашно што изгуби од изборите. Прифати квислиншки да се однесува кон сопствениот народ, кон сопствените граѓани и кон сопствената држава. Понатаму барањата кои што се движеа одеа кон барање на нови предвремени избори, бидејќи тоа е она пресекување на Гордиевиот јазол со кој што можеше навистина, доколку има волја внатре во Република Македонија, да се расчистат работите и врз база на тоа расчистување да се дојде до конечна одлука дали македонските граѓани сакаат бинационална држава, дали нам ќе ни пречи да бидеме no name country, no name држава, дали ние ќе прифатиме да живееме на ваков начин или можеби ќе одлучиме сите да си ги спакуваме куферите и да заминеме некаде во белиот свет и таму да прифатиме да бидеме исто no name, бидејќи луѓе со скршена кичма можат нели да бидат се и можат секако да бидат трансферирани и трансформирани. Во тој поглед видовме дека оние кои што многу силно застана да го бранат нивното право за формирање на влада, некако се исплашија пред предизвикот да се пресметаат повторно. Бидејќи овој пат, знаете како, можат еднашка да ви дадат многу пари, но вториот пат веќе тоа создава една друга ситуација. А кога ќе се ставите себе си во заложништво други да ви кажуваат што да правите во животот, тогаш би се случува комплетен колапс и вие веќе се губите во речникот или едноставно, како што би сакала да кажам, се губите во преводот. Тоа ни се случи и на 27 април. 60 дена беше јасно кажано од страна на граѓаните на Република Македонија дека тие се изрично против тирански платформи, дека постојат одредени степени на македонско граѓанско достојство, кое што македонските граѓани нема да го толерираат. И оттаму, не знам како беше возможно да не се предпостави дека сите провокации кои што дојдоа тој ден кулминативно, автоматски предизвика самата толпа да изгуби, значи самите предпоставувам водачи на граѓанското движење да изгубат контролата на толпата и самата толпа во ситуација кога македонските пратеници сите дојден колабира во нивната задача внатре во собранието да се излее бесот на граѓаните на таков брутален начин. И кога го кажувам ова, сакам уште нешто да кажам. Јас сум изрично против насилство. Секаков вид на насилство за мене представува голем прекршок. И секој што го прави, за мене го представува получовек, не човек. Не го третирам на ист начин, како што ги третирам останатите луѓе, со респект и со достоинство. Но, за да дојде до тоа, мора да се сетиме и да не забораваме дека тој ист ден во Македонското собрание од страна на легално избраните пратеници од страна на граѓаните на Република Македонија се случи најголемата државна навреда која што може да му се случи на еден народ и на една држава. Тоа беше пеењето на албанската национална химна во срцето на Македонија. Она што мене прво ми дојде на ум беше што прават пратениците од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Историски ќе ви кажам, погледнете, има денеска интернет, што се случува во таков момент во други држави, таков преседан да настане. Тоа е number one. Втората работа што исто така треба да се води сметка. Начинот на кој што иронично
членовите, значи пратениците на опозицијата се однесуваа во однос на сите укажувања на кои што им беше дадено на знаење. Провокациите од типот дека тие навистина оставаа впечаток, дека тие навистина не им пречи начинот на кој што се случуваат нештата. Како да се бали богови, седнати, устоличени на тие столчиња и кои што едноставно, како би рекле, нели, од Бога дадено тие да одлучуваат врз база на нивните тесни интереси. И третата работа, на која што исто така не треба да се заборави. Во 18 часот председавачот, се уште актуелниот председавач, да се разбереме, со Собранието на Република Македонија, господинот Трајко Велјановски, ја затвори 20-та пленарна седница. Во тој момент завршуваат сите активности за тој ден во однос на предвидената точка на дневен ред. Според закон, според деловник за работа на Собранието, процедурата си беше исполнета. Никому не му е битно кој како психички се осеќа, кој кому на кого му држи некој пиштол во чело, кој кому како ветил и што направил. Устав и закон се еднакви за сите во оваа држава, вклучително и за Социјалдемократскиот сојуз и за сите останати. Тие вон процедура, противзаконски, противуставно, без доволен број на пратеници, чинам 58 или 59 пратеника, се собра ударнички, насилно, класично, црвено, буржуаски, како 45-та, 48-та, кога правеа преки суд, кога судеа кој ќе живее, кој ќе умре, кога решаваа нивните предци, кој ќе живее во палата, кој ќе живее во подрум, да истиот брутален начин го направија големото злостарство против Република Македонија. Во сериозна држава, каде што сериозно владеат устав и закон, и каде што правдата е еднаква за сите, тоа е кривично дело со доживотна казна затвор. За сите учесници во тој криминал. Кога ќе го земеме тоа во предвид, тогаш ќе можеме да разбереме, не да оправдаме насилство, но да разбереме дел од граѓаните кои што изгубија контрола над себе, решија дека ќе заборават на себе, на своите семејства, на своите животи и лично ќе се пресметаат со овие злосторници. Ќе завршам со уште нешто. Деновиве гледам и кај македонските медиуми и дури кај сите политички партии дека го признаваат и се обраќаат кон Талат Џафери како председател на Собранието на Република Македонија. За мене, Талат Џафери е обичен пратеник. Тој е обичен пратеник. Ништо повеќе. Јас знам дека доколку направија ВМРО-ДПМН-ната коалиција, повторно коалиција со Демократската унија за интеграција, предпоставувам дека можеби Талат Џафери ќе беше председател на Собранието. Значи, личноста на Талат Џафери сум ја обработувала во јавноста, имам свое мислење за него, но ако политиките и официјалните коалицирања се во контекст на создавање на мир и соживот, секој си одговара пред својата совест. Но да се прекршува брутално законот, да нема никакво респектирање во однос на тоа што е правен поредок. Замислете, еве сега, да влеземе во соседната продавница и да скршиме нешто или да земеме пари, па ќе не однесат во затвор, нели? Има пропишани правила за игра во државата, инаку би било општа анархија. Секој ќе си прави што ќе му текне. Јас можам да соберам група на граѓани на плоштата и да се прогласам за премиер на Македонија. Ама никој не те гласал. Ама еве ги овие ме признаваат, еве Хан рече дека сум јас премиер. Ама како? Абе јас сум, ама што? Другите ќе ги оставиме, нека мислат. Што е народ? Народ е, да не кажам што. Кажуваше Стево Пендаровски што е народот. Сите тие работи не треба да ги забораваме. Не дека за се ќе бидеме во право секогаш. Не дека некои работи нема да ги превидиме. Луѓе сме. Човечки битија. Она што постојано го апелирам и го кажувам искрено од срце, она што јас го сакам, тоа е Македонија цела. Мир, просперитет. Моите студенти да ги видам средени, успешни.
мирен живот, пристоен, доволен за да може да се одживее векот. Оти векот ни помина во страв, во несигурност, во стресови, во закани, во непризнавање и така натаму. Сето тоа мощно длабоко влијае на нашите чувства и на нашата внатрешна состојба, поради која што се осеќаме изгубено, осамено, несигурно. И тоа, почитувани присутни, мора да престане.